На денешен ден, 30 јули. Во 1818 година родена е англиската писателка со ирско потекло Емили Бронте, која се прослави со романот Оркански висови. Во 1863 година роден е Хенри Форд, производител и конструктор на автомобили, кој придонесе за брзиот развој на автомобилизмот во светот. Во 1898 година во Кастлфорд е роден Хенри Мур, британски вајар, главен представник на апстрактниот правец во европското вајарство. Од влијание на Пикасо и на Бранкуси секогаш се стремеше кон синтеза на апстрактните облици со надреалистични психолошки истражувања. Во 1914 година во Париз убиен е Жан Жорес, еден од најголемите француски борци за мир. Беше голем државник, новинар и филозофски мислител, еден од водачите на Втората интернационала, човек кој зазема истакнато место во историјата на француското и на меѓународното работничко движење, како борец за историските цели на работничката класа. Во 1966 година Англија со победа над Германија со резултат 4:2 во финалето на светското фудбалско првенство што се одигра на стадионот Вембли, првпат стана светски првак. Во 1971 година астронаутите на Аполо 15 Дейвид Скот и Джеймс Ирвин се спуштија на месечината. Во 2003 година последната буба се симна од производствената лента во Мексико Volkswagen, со што заврши историјата на најдолго произведуваниот автомобил. Производството на Volkswagen беше идеја на германскиот диктатор Адолф Хитлер.